Мудрите велат дека само оние што ги почитуваат своите корени имаат право на иднина. Нашиот јазик е и наше име и наша национална биографија и судбина. Да го сочуваме буден јазикот, за да си го чуваме и името Македонија и македонци. Само така ќе можеме и денеска и сите наредни бавници заедно да наздравуваме за големи јубилеи во пресрет на денот на рождеството Христово Божик. Ви се обраќам со следнава Бадникова порака. Убавиот збор во наш длабок корен да пати. Срцата да ни станат отворени врати. Со крената глава да излеземе пред светот. Да помогнеме мирот и слободата да се слави. Како беше чувството кога ја добивте поканата да ја кажете здравицата за Бадник? Тоа чувство на радост, па и чест, да ви кажам, затоа што ми напомнава дека е 60 години од Асном, 60 години од постоење на радио и им паднал изборот на мене како на најстара спикерка во радиото. Тоа така малку ме возбуди и без двоумење се согласив. И ви беше топло околу душа? Па се разбира, затоа што навистина се возбудија во мене како на филм сите тие настапи и тој мој некогашен живот. Затоа што професијата спикер, тоа за мене беше живот. Овој звук години наназад беше символ на македонското радио. Кај некои ќе предизвика носталгични спомени за времињата кога се живееше помирно, кога соништата за иднината беа исполнети со чуден трепет дека се е можно и дека само ако учиш добро, ќе ти се отворат патиштата на животот послани со рози. Морам да ви кажам дека овој разговор го почнувам со многу измешани чувства. И чувство на радост, на почит, на голема трема, на восхит, зашто не е едноставно да се води разговор со доајенот на македонското радио спикерство, со вас почитуваната Оливера Попанкова. За почеток би сакала да ве прашам нешто. Велат дека секоја професија има некоја своја специфична магија. Која беше магијата на вашата професија? Навистина треба да е магија, така да ја наречеме, бидејќи тоа задоволство, таа љубов, вие што велите трема, исчекување, одговорност, совесност. Јас не знам дали постојат зборови кои можат да ја објаснат таа моја желба и тоа моје остварување. Мислам, тој мој животен пат, кој ако нешто во животот сум погодила, ми се чини дека таа среќа и тоа задоволство што го имав не би можела да го доживеам на друг начин. Во некоја друга професија? Да, не.
Во годината кога Македонското радио ја бележи 6-та деценија од своето постоење, убаво е да се подсетиме на корените. Заради минатото, сегашноста и иднината. Гласот на Оливера Попанкова ми беше познат уште во најраното детство. Тогаш Радио Скопје беше задолжителен, исклучително почитуван член на семејството. Возрастните со строго наредбодавен тон ќе ни речеа: молчете да чуеме што ќе каже радиото. Подоцна судбината сакала и лично да ја запознаам господја Оливера Попанкова, дивата на македонското радиоспикерство, и со неа да работам. Од неа многу да научам, зашто секогаш ќе и бидам неизмерно благодарен, и по незиното заминување во заслужена пензија да останам близок и искрен пријател се до денешни дни. Мојата маленкост прв пат ја сретна Оливера Попанкова пред нешто повеќе од 3 децении. Како студент стипендист во Белград, инаку патем роден виничанец, дојдов на задолжителна практика во Радио Скопје. И еден ден, во тесниот ходник на старите студија во Нерези, препознав 2 гласа. На Оливера Попанкова и на Иван Антонов. Се подиставив, морам да кажам, понизно, но со чувство на гордост, зашто крај мене поминаа хималајските височини на македонското спикерство. Може би сега младите колешки и колеги ќе се поднасмеат на ова моje кажување, но навистина така беше. Во 1973 дипломирав и брагу поитав во Радио Скопје. И пак Оливера Попанкова, неизбежна. Се сеќавам како да било вчера, таа изнаоѓаше време и по напорната утринска смена, за која инаку морала да се пробуди уште во 4 саатот, па да вежба со нас млади новинари. Прво не учеше на техниката на дишењето. Да не се изгуби здивот среде реченица, да се соопшти мислата логично. Потоа имавме вежби за чисто, разговетно изговарање на сите самогласки и согласки, особено на оние покарактеристичните. Повисок степен беа објаснувањата како се интерпретираат одделни новинарски жанрови. Информативниот, документарниот, репортажниот. Впрочем, често знаеше да рече: деца, македонскиот литературен јазик и правоговорот се тулите и малтерот на вашата професија. Уште еднаш и благодариме. На крајот од секој, така да го наречам, час, заеднички го прислушувавме снимениот материјал и таа ни укажуваше и ни ги исправаше грешките. Беше извонреден педагог, стрплива, упорна, систематична и секогаш со љубов и охрабрувачки тон во кристално чистиот глас.
го запознав радиото непосредно 1944 година на една изведба на хорот на Радио Скопје во трошната од војната разрушена зградата на радиото на Марксова улица. При една изведба на хорот на Радио Скопје влеговме во една просторија каде што беше како најавувач и водител на програмата Драга Чаловска. Не предупреди штом се запали зеленото светло да бидеме припремени, а при запалувањето на црвеното светло дека почнува концертот. Таа визија ми остана долго време во сеќавање и како во подсвест, бидејќи јас тогаш бев матурантка, дека мојата животна определба навистина треба да биде таа, ако ми се оствари, се разбира. Па ете, имав среќа, по кратко време, навистина да ми се оствари таа средба, таа желба, зашто кога конкурирав, ме повика директорот Топаловски на еден краток разговор, меѓутоа краток и содржаен, да мене ми се исполнија неговите зборови, ми се исполнија со моите желби некогашни. Зашто тој ми нагласи, ако треба да бидам само за известно време спикер, да не се нафаќам, ова е сериозна служба, многу одговорна, многу треба концентрација и ако биде за подолго време, тогаш да останам. Тоа навистина како да ми се врежа во умот, сета таа сериозност и одговорност, и така почнав. Какви беа условите за работа во тоа прво Радио Скопје, што беше на улица Марксова и кое денес има само сочувани фотографии? Јас сега, ако ви ги кажам тие услови, вам сигурно и на слушателите, сигурно и на гледачите, нема да им се верува, бидејќи тоа беше една обична канцеларија на првиот кат на зградата. До неа беше студиото со техничката изведба и до неа уште една просторија, како и оваа канцеларија, значи, каде што се изведува концертните изведби на Народниот оркестар. А имаше Народен оркестар на радиото Народен или оркестар, градски оркестар? Не, Народен оркестар на радиото со група Билјана, тоа беа неколку пеачки, и настапи на солисти на фолклорна, на народна музика и се разбира забавни мелодии, веќе тоа покасно. Се одеше во живо, немаше воопшто снимање, никакво снимање, а програмата ја водевме ние спикерите и требаше многу концентрација затоа што немавме ние копчето за исклучување, за накашлување, некога функционираше, некога не, меѓутоа благодарение на концентрацијата на техничката служба, на техничарот кој работи со нас, така да ние повеќе и со гестикулација се разбиравме. Ние ќе завршевме со читањето на текстот, на вестите и најавуваме програмата со музика. Ја најавуваме, тој ни го исклучува микрофонот и почнува музиката откако сме ја наместиле плочата, грамофонската плоча. Работевме малку, бевме како колектив, меѓутоа бевме со голема одговорност, затоа што радиото беше расадник и универзитет на македонскиот јазик, култура, ако сакате, општа култура, па и музика, затоа што ние еднаш неделно
толку водевме сметка за нашиот македонски јазик, еднаш неделно имавме средби, да не речам состаноци, со Блаже Коневски, со Крум Тошев, со Благој Корубин. Ние на тие состаноци работевме и на нашето изградување, и на изградувањето на јазикот македонски. А спикерите имавме точно, знаевме како да ги изговараме нашиот изговор, да внимаваме на артикулација, на дикција, да изговараме зборови наши уедначено сите спикери. И страните зборови, дали ќе го изговараме нивното правилно, да речеме, ако е француски збор, па со француски акцент, или ќе го помакедончиме во смисел со македонски акцент. И не само тоа. Имавме изграден стил со кој требаше да настапуваме сите, да бидеме сите изедначени. Да нема еден спикер да изговара на еден начин, па друг на друг начин. Велам само спикерите, затоа што многу се внимаваше на текстот. Дали може да се сетите од кого ја учевте вие магијата на убаво изговорениот збор? Прво, ние првите спикери, учевме тоа кој знаеше од школските клупи. За нас јазикот беше нов. Бидејќи ние до тогаш учевме кој српска, кој бугарска школа, а ова беше ново за нас. Јас конкретно 44-45 година матурирав со македонска диплома. Затоа кога реков јас дека ние имавме состаноци работни со Блаже Коневски, со Крум Тошев и Корубин, Благој Корубин, Иван Точко. Ние конкретно на јазикот работевме на реченицата, на изговорот, на дикцијата, затоа што нам ни беше уочено дека ние сме тие од кои треба слушателите и гледачите, немаше се уште гледачи тогаш, затоа што тоа беше се уште телевизијата покасно се појави, меѓутоа слушателите го учеа јазикот од радиото. Радиото беше школа и расадник на македонскиот јазик. Се чувствувавме горди, се разбира, затоа што ете ние сме носители на тој македонски збор, на тој македонски јазик, кој сега во училиштата се произнесува, се применува, и тоа беше еден радосен факт. За жал, мене ми е сега многу жал кога ќе чујам некој, сега на вистина веќе во поодминати години, кога ќе ми кажат, па знаете ли вие дека ние го учевме од вас јазикот? А искрено да ви кажам, сега, после 50-60 години, тој исти јазик што се слуша на радиото и се интерпретира во сите емисии, сите настапи на тие што настапуваат пред микрофонот, не е тој јазик што ние го имавме. За жал велам, затоа што ние толку многу работевме. Зашто тие луѓе што сега ме сретнуваат и ми викат, па каде отиде тој нашиот македонски јазик? Каде отидоа тие реченици, тие акценти? А мене ми се чини покрај разнообразноста, разновидноста, и не е само настап на спикерите, се разбира, и новинарите настапуваат. Меѓутоа, како да секој кој настапува, како да сака да си го покаже и своето наречие, и својот настап, и својот настап, својот корен од каде што потекнува. А тоа, мислам дека литературниот јазик треба да биде еден и единствен, за кој со кој треба сите да се служиме. Велат дека животот на секој човек личи на мозаик. Секој камче посебна боја.
секое камче посебна приказна, некогаш убава, некогаш мачна и на некој чудесен начин остава запис и на лицето и во душата на секој човек. Синот мој беше одушевен од мојата професија. Неговиот син, мојот внук, на 6 години уште побара да учествува во детската драма, каде што навистина настапи, и ете сега на 21 година се уште настапува како член и пријател на микрофонот. Дружење со микрофонот. Кога и да настапувам на телевизија, јас сакам прво кај тебе да се консултирам, да го осветлам образот и тоа што баба ми и татко ми го постигнале на радиото, на микрофонот всушност. Велат дека постоењето на секој човек остава и своевиден запис кај луѓето со кои се дружел, создавал. Во разговорите што ги водев на неколку наврати со Оливера Попанкова во нејзиниот пријатен дом, на прашањето кој од колегите спикери од Македонското радио би сакала да зборува за неа, без двумење рече Симон Беличанец. Тоа го доживеав и како признание на оваа жена, доајенот на радиоспикерството кај нас, кон својот помлад колега. Името на Оливера Попанкова во мене побудува една многу пријатна носталгија за едни времиња изминати, време кој беше почеток на мојата спикерска кариера, доаѓањето во Македонското радио во Нереси, мое директно е поврзано со името на мојата драга колешка Оливера Попанкова и нејзиниот колега со кого работеше во двојка најчесто, господинот Иван Антонов. Тие двајца професионалци доаѓени на македонското спикерство во мене пробудија една неверојатна љубов кон професијата и тие двајцата се најголемите виновници што еве измина 38 години од 65-та година кога јас прв пат го пригрнав микрофонот и останав на брановите на Македонското радио пред микрофоните на оваа наша национална куќа. Оливера Попанкова ја запознав како неверојатен професионалец во текот на сите тие години додека бевме заедно во нашите студија во Нереси. Таа ми оставаше впечаток на безпрекорен професионалец со прекрасен глас, со неверојатна чиста дикција, со лесна артикулација, човек кој постојано се грижеше за убавиот македонски литературен збор, за акцентот на македонскиот јазик и акцентските целости. Човек од кого најмногу учев, тука повторно ќе го спомнам Иван Антонов, човек кој што им приоѓаше на различните жанрови на текстови при интерпретацијата, онака како што соодветствува човек, спикер, кој што целосно се предаваше во прекрасната интерпретација на литерарните текстови, особено на поезијата. Нека е проклет часот кога ми кажаа дека се урива црквата во Небрегово. Илјади тажачки како да почнат да се гласат и да тажат во мене. Тогаш, како темно подземје да излегоа. На самото моје детство, значи,
последните жилки му се ништат. И еве, се копачи мојот најдлабок корен. А како да сум го предусетил тоа, одамна во мене неспокојства тиштат и одамна сум морен. Крај таја црквичка се раѓаше нашата верба во иднината, нашата надеж во бериќетот и во силата на вистината. И еве сега станува пепел, темелот што не кренал. И еве станува пуздер и плева нашиот уџум, рско и врево. И еве, сега се руши храмот во нашите души. И сега, сам и страден, со таа мала црква, и јас се уривам лут и јаден. Мала, напуштена црква. Би те закрепил да можев, дури со двете рамења. Но слаби се тие столбови не држат. А ми лево и десно, од самата моја снага, се ронат твоите свети камени. Веројатно сега, додека се емитува оваа емисија, на лицето на Оливера Попанкова се лизга солза. Во таа малечка капка, што како нежна детска рака ти го милува лицето, чувствувам дека е присутен еден цел живот. Македонско радио. Македонско радио.